Овогодишниот Статуа Фест е Скопје на улица, односно што се случува на улица во текот на едно деноноќие во нашиот град. Како се будиш са бајле, каков си са бајле, каков си напладне и каков си навечер. Тоа се три различни личности сместени во едно тело. Сега, ние не разговараме на овој фестивал на таа тема, туку разговараме што се ние всушност правиме на тој фестивал, што се всушност живеат скопјани, а тоа е возат тротинети, возат велосипеди, одат на лулашки, зборуваат на мобилен телефон додека чекорат по улиците на градот Скопје, цвеќарници се на повеќе места се отварат, што е добро. Имаме улични свирачи, имаме помошни за луѓе кои што чистат улиците, играме табла, играме мал фудбал, читаме книги и така натаму и така натаму. Се помалку читаме книги за жал надвор, но нашата порака е и преку овој фестивал да испратиме тоа дека треба да се вратиме назад кон читањето книги. На прво место е забавно, интересно е, бидејќи сме на улица, се трудиме да го задржиме вниманието макар за неколку секунди на минувачите и да изнудиме насмевка од нивна страна, да си заминат за нијанса барем посреќни од тоа како пред да не сретнат. И за да е тешко, има моменти кога сме исклучиво во стоп кадар, кога не мрдаме, се трудиме да не трепкаме, колку е возможно дишењето да биде смирено и така натаму. Зависи до перформансот, зависи до статуата, зависи до костимот, што представуваме. Не е лесно бидејќи се работи со сати, работиме некогаш по 4, 5, 6 сати, некогаш поретко кога седиме зависи од актот, во повеќето случаи стоиме. И некогаш тоа е малку физички исцрпува физички, но се е навик. Во кој дел од актерската игра спаѓа? Па повеќе спаѓа во нешто што е физички дел, значи физички театар, пантомима, нешто такво. И сега користиме, не сите имаат поминато формално образование за да може да го работат ова. Има и луѓе кои што не се глумци, не се занимаваат со тоа, а сепак работат на улица. Имали интересна идеја, направиле костим, се пробале на улици, им било интересно и продолжиле го работат тоа можеби со години. Инаку полесно е кога веќе имате некаков сте поминале некакво образование. Конкретно јас имам работено долги години пантомима и физички театар и сите тие елементи кои што сум ги поминал од етиди и така натаму ги вметнувам и малку полесно се снаоѓам на улица за разлика од некој кој што би бил можда почетник и не знае што да направи. Самите луѓе изнудуваат нешто да направиме, нешто плюс кое што не сме го планирале, а ќе го направиме повеќе на импровизација. И може ќе ни се допадне, тоа ќе го задржиме за во, не знам, следниот минувач или следниот ден и веќе полека го правиме нашиот перформанс, го збогатуваме од ден на ден, од настап во настап. Оваа година дојдоа 14 артисти, тоа се само домашни артисти, кои што нашата продукција Театроск ги создава од година во година се повеќе и повеќе, стануваме се пообемни и пообемни. Мене ми е драго дека има луѓе, дека луѓето се забавуваат и дека мислам дека конечно треба да се вратиме назад кон култура, да ја кажам, па и нека и улична, за да можат луѓето да бидат насмеани, да бидат срекни, да бидат весели, да одат дома, да си легнат и да си кажат, си поминав супер.